Добро утро на сите. Јас денеска побарав палка да ни донесат малце да се разгибаме утрински, ама не ја донесоа, сватија дека ќе се укочиме после вчерашната забава. Така да почнеме со темата која што денеска е панелот пред и после 2025 влијанието на меѓународните стандарди за финансиско известување. Пред да ги поканам моите гости, најнапред сакам да изразам голема благодарност до Македонската берза, господинот Штериев, неговиот тим, за можноста и соработката институтот заедно да го организираме овој панел и верувам дека во иднина ќе продолжиме со проекти во насока на унапредување на транспарентноста, отчетноста и примена на меѓународните стандарди на пазарот на капитал. Сега ги повикувам господинот Драган Давидков, партнер на PricewaterhouseCoopers, господинот Горан Тиловски, лидер за контрола, сметководство и даноци во Македонски Телеком, господинот Драган Димитров, партнер во БДО, и господинот Коста Костадиновски, собственик на Capital Asset Management и лиценциран инвестицијски советник. Денеска сме тука да разговараме за едно многу важно прашање, а тоа е како меѓународните стандарди за финансиско известување влијаат и ја менуваат нашата економија, нашите клиенти и начинот на кој јавноста ги гледа бројките. Всушност и нашето лого во бројките веруваме е со цел да видиме што бројките имаат да раскажат, бидејќи има многу позади само бројки. После 13 години, во 2024 година се објавија новите стандарди, така наречени Blue Book 2023 за финансиско известување, кои што се објавија во Службен весник. И со тоа реално се случија големи промени. Пред се нови правила за признавање на приходи, нови правила за лизинг, нови барања за транспарентност и обелоденување. И сето тоа не влијае само на собствениците, на сметководителите, на ревизорите, туку и на инвеститорите, брокерите, па дури и на пошироката јавност. Денеска моја задача како модератор е да ја водам оваа дискусија на начин што ќе ни помогне да разбереме што значат овие промени во реалниот свет, како компаниите се адаптираат на новите барања, што добива јавноста и инвеститорите со поголема транспарентност и каде се уште има предизвици и неразјаснети прашања. Имаме експерти кои ќе споделат искуства и предизвици и гледишта како меѓународните стандарди ги менуваат бројките приказнити до вербата. И јас ќе почнам од господинот Горан, бидејќи он веќе ги практицира стандардите. Македонски Телеком како фирма која што известува по меѓународни стандарди, вие ги пременувате новите стандарди уште во моментот кога излегува за својата матична компанија. И сега ќе ни кажете кои се предизвиците и дали начинот на кој што ќе се смени, како ќе ја прикажете добивката, ја разубавуваат сликата пред инвеститорите и дали со самото објавување на интерните финансиски известувања и вашето искуство, какво ќе е влијанието на финансискиот извештај на Телеком за 25 година, дали имате направена симулација и дали имате проценка на трошок кој вашата компанија би го имала за имплементација на сите новини кои што се донесува. Благодарам, Весна. Мислам дека е прво во ред да кажеме како друштво каква е нашата историја за известување согласно овие меѓународни стандарди за финансиско известување. Тие до сега, ви го кажавте, ги практицираме. Основата на усогласеноста со овие стандарди била на волунтарна природа. Зошто? Затоа што компанијата е членка од голема меѓународна групација и од самиот момент на приватизација имало барање за таква усогласеност. Така да, ние како друштво со сите измени како оделе во текот на времето, сме имале барање за усогласеност и тоа сме го применувале. Во однос на ова, измените кои што се направени во тековната регулатива, можам да кажам дека ги чекаме доста спремни, затоа што веќе сите измени кои што требало да ги направиме, сме ги направиле во минатото и како што реков на волунтарна основа. Она што сакав да го споменам, ние како друштво и во моментот одлучивме, бидејќи самата постојање, односно котирање, односно присуство на Македонската берза, одлучивме, бидејќи ни се даваше таква можност, веќе подолг период ги објавуваме извештаите согласно меѓународни стандарди за финансиско известување. Спомнавте околу предизвици, навистина е прашањето добро, дали оваа согласеност е лесна, дали е на крајот
денот и ефтина усогласеност. И можам да земам како пример можеби два стандарди кои што се неодамна објавени, како што е стандардот за МСФИ 15 и МФСИ 16. Првиот е стандард за пошироката публика, бидејќи сите немаат допирна точка со да кажем со детали околу стандардите, се работи за стандард поврзан со признавање на приход, договори со купувачи, каде што барањето на самиот стандард ги упатува на анализа на така наречени бандл пакети. Значи, пакети кои што е прилично, барањето на самиот стандард се прилично комплексни, бара идентификација на сите елементи од самиот пакет. Имајќи предвид дека можноста за признавање на приходот од сите елементи на бандалот може да биде од временска перспектива различен, барањето на стандардот е да се идентификуваат сите елементи, поединечни елементи и да се признае приходот соодветно на нивната пазарна вредност во вкупниот пакет. Само за да биде пластично, значи примената на овој стандард е прилично, не сакам да кажам дека стандардот е правен за телеком индустрија, бидејќи во принцип влијанието има и врз други индустрии, не само надвор од државата, туку и во рамките на нашата држава. Барањето на овој стандард се прилично комплексни и самото воведување на стандардот во рамките на телеком беше прилично голем предизвик. Зошто? Сега ќе самото воведување, да. бидејќи вие го користите овој стандард од 2018. Точно, почнавме од првата година кога беше ефективна примена на стандардот. Она што е заклучок е дека никој пат не може да, особено за овој стандард, примената не е овозможено со мануелни пресметки. Овде базира врз база на голем број на трансакции, неопходна е системска поддршка. И затоа прави огромен предизвик. Самата системска поддршка подразбира инвестирање во хардвер, инвестирање во дополнителен софтвер. Она што е карактеристично дека ова не е само стандард кој што треба да во рамките на финанси, во рамките на сметководство да го одработат и да заврши имплементацијата. Ова бара, имплементацијата на пример на овој стандард бара кросфункционална примена. Значи бара итерации помеѓу бизнисот, помеѓу IT делот и помеѓу финансии. Така да сложеноста и комплексноста е прилично материјална. Афектирани се огромен број на системи, на IT системи и затоа и самото воведување и комплексност е доста долга и значено од трошковен аспект. Од друга страна, значи, барањето на самиот стандард се комплексни и некој пат заклучокот и наш внатрешен беше дека пред да дојдеме и да дискутираме со ревизорите околу усогласеност, идејата и покрај локалното познавање, значи ние во рамките на друштвото имаме прилично високо и екстензивно познавање и примена историја на овие стандарди, сепак побаравме и да направиме и првична ревизија на усогласеноста, затоа што доколку одиме директно со локална имплементација и на крајот директно одиме со ревизија на финансиските извештаи, влегуваме во прилично висок ризик и затоа воведовме некои дополнителни чекори да осигуриме дека имплементацијата ни е во ред. Така да и од тој аспект дополнителни, да. Процентуално, односно да не одиме номинално, пошто Телеком има прилично големи приходи добивки, да не се уплаши публика. Кој е ефектот според вашата симулација? Имаме направено некои пресметки, какво е влијанието на сите поединечни позиции. Ќе се осврнаме поединечно на овој стандард ИФРС 15. Например, ефектот околу промената во однос на локалните стандарди, некаде околу 3% ја менува висината на вкупните средства на активата на Телеком. Например, ќе би дал пример из ИФРС 16 како доста комплексен стандард кој што бара сите наеми кои што ги има друштвото, без разлика дали се од оперативен или финансиски ризик, да се капитализираат, да се признаат во билансот на успех, да се признаат како средства врз база на овие права на користење со соодветна обврска во билансот на состојба. Ова исто така комплексен стандард, би сакал да го кажам и ефектот од имплементација на овој стандард. Овој стандард резултира некаде за Македонски Телеком во поголеми обврски од некаде 8 до 9%, кој што е прилично значаен износ за целокупната слика. Тоа не се кажува пред банкари, пошто одма ќе почнат да прават нова естимација, евалуација.
Да, тука е делот кој што и инвеститорската заедница ќе биде фокус, затоа што таа транзиција од локален кон финансиски извештај усогласен со овие стандарди дефинитивно ќе предизвика некои модификации во структурата на билансите на друштвата. Само ова прашање пред да преминеме на другите колеги. Колку ќе биде ефектот на нето добивката? Дали ги имате тоа е направено како симулација? 25-та, таа е се уште незавршена година, мислам дека тука плюс котиран, имаме некои правила кои што сепак треба да ги почитуваме. За 24-та веќе тоа се јавни информации и тука немаме нормално проблем околу обеледенување на овие резултати. Например, само како ефект од овие два стандарди кои што се имплементирани, значи некаде околу 3% е ефектот на добивката. Затоа реков само овие два стандарди, додека ефектите од разликата заедно на целокупното портфолио е значително поголема. Она што сакав само да го кажам како завршен дел од ова прашање, за да се разбере обемот за каква разлика се очекува, јас би сакал само да ја споменам разликата помеѓу капиталот и резервите што го има друштвото согласно извештаите по локална регулатива и согласно меѓународните стандарди, се работи за разлика во капитал и резерви некаде околу 8%, кој што на обемот на Македонски Телеком е прилично голема разлика. Така да тоа е една порака и за друштвата да очекува дека со целосната имплементација, која што и на крајот на денот едно од водечките идеи на овој превод и конверзија, друштвата треба да очекуваат значителна разлика во структурата на нивните биланси. Благодарам, Горан. Господине Димитров, дали ова ќе има досега најголемо подобрување во транспарентноста на корисниците за финансиските извештаи? Да, па секако дека ќе се подобри транспарентноста со примена на сите овие стандарди, али ја би кажал дека е многу побитно и да се направи и една, како да кажам, обука кај читачите, корисниците на финансиските извештаи, затоа што без разлика ние колку и да правиме примена на сите стандарди, сите белешки што се објавуваат, писмото на менеджментот, ревизорскиот извештај, сето тоа е дел од оној годишни извештај на фирмите, ако од другата страна нема кој тоа да го прочита како што треба, многу битно, значи не само да се прочита како што треба, тогаш ефектот не е постигнат. Така што е многу битно тука да, посебно тука се инвеститорската заедница, сите засегнати страни во фирмите, тоа се во главном банкарите како кредитователи и акционерите како инвеститори во влогот, да бидат запознаети. Не само тоа, ова што Горан го спомна, ефектите, значи ние треба да знаеме дека тие се еднократни ефекти и да тоа на некој начин не представува, не знам, податок кој што ќе влијае на цената у позитивна или у негативна смисла, него едноставно треба да се свати тоа како еднократно прилагодување кој што мора да се случи и кој што ќе обезбеди понатаму конзистентност во известувањата кај фирмите и нормално, пак ќе кажам, повеќе информации, но и можност и знаење да се прочитат истите. И сега доаѓаме до моментот на објаснувачките белешки. Господин Димитров, едно прашање за вас. Давидков, извини. Колку често ревизорите ги барат тие дополнителни обелоденувања од компаниите? Колку вие се задоволувате со минимумот, односно какво е значењето на објаснувачките белешки со новите стандарди, бидејќи на крај на ден бројките кажуваат се или не? Се надевам се слушаме. Фала, Весна, ќе пробам да дадам само краток повед пред да одговорам на прашањево. 20 и 25 за нас како финансиска јавност и финансиски известувачи, да речем, без разлика од кој сегмент сме, мислам дека е многу битна година и пред се благодарност на берзата и на господин Штериев што ни одвоја минутажа да покренеме внимание за оваа битна промена, затоа што сепак Министерството и сите владени институции направија, да речем така, квантен скок.
можете да замислите од 2009-2010, тоа се сериозни 15 години каде што реално ништо не се случуваше во тој поглед. И сега ние одеднаш правиме 15 години и пробуваме да го фатиме чекорот. Така да мислам, сакам само едноставно да сватиме за колкава разлика дискутираме денеска и покрај сите напори, покрај сите дискусии во минатото каде што сме дискутирале, некако таква промена не се случи. Така да за тоа толку ја нагласуваме таа 20-25 година, затоа што оваа промена навистина ќе има влијание. Сега нели дискутираме колкаво ќе биде влијанието, морам да кажам директно не знаеме. Мислам, тоа е нешто што нели секоја корпорација мора да седне. Горан убаво кажа дека нивната корпорација направиле анализа, меѓутоа реално секоја корпорација ќе мора да пројде низ таква анализа за да провери што се случува и како се случува. И се морам и да кажам дека Министерството направи еден квантен скок, меѓутоа во една прилика и не врати еден чекор назад, затоа што кажа дека фамозниот ИФРС 17 се вика договор за осигурување нема да се применува во Република Македонија. И исто тоа малци направи гужва, ај така да кажам, затоа што од друга страна ИФРС стандардите викаат или применуваш се или не применуваш. Не може да си дозволиме да парцијално да применуваме некои работи. Со самото тоа исклучување на многу мал дел од регулативата автоматски некако се враќаме на нас. Меѓутоа, формално правно, правилникот за сметководство кој што беше објавен во 2009, ако не се лажам, првичниот престана да важи. Значи ние постоечката рамка за сметководство престана да важи. Ние имаме комплетно нов правилник каде што автоматски ние ќе треба сите вие изготвувачи, сите ние ревизори, инвеститорска јавност да видиме колкав е импактот на новиот правилник. Вчера многу се дискутираше за IPO, нели сите се бориме некако за првото IPO. Успешно се надеваме сите, меѓутоа еве добив некоја инспирација чисто да бидеме поедноставни и попластични за да може публиката да не свати. Ја ова го доживам како на некој начин да сите веќе котирани компании направат повторно IPO. Тоа значи дека сите нивни финансиски извештаи треба од почеток да се преработат, да се види ефектот. Не за џабе самите стандарди ќе нагласам само барат 3 колони, 3 биланси на состојба, значи за да се запази таа компаративност, за да можеме сите да пратиме колкав ефект имало минатото и да го гледаме кон иднината, за да одиме напред, ти вика врати се година-две наназад, преработи ја минатата година, за да автоматски ние можеме да знаеме колкави се тие ефекти. Сега го кажам за да сватите дека некако има логика со проспектот што се прави за IPO со 3 години, каде што исто така вика треба да бидат ревидирани, тие ефекти треба да бидат потврдени и целото тоа ќе има ефект. Сега колкав ќе биде ефектот, не знаем. Тука настанува таа неизвестност. Сега да се вратаме и на прашањето на Весна за објаснувачките белешки. Некако сум љубител на дефиниции, мислам на основни работи, па многу во 10-15 години се премина од меѓународни стандарди за сметководство во меѓународни стандарди за финансиско известување. Така да ова по мене е многу суштинска промена, затоа што се онда што ние го правиме за инвеститорската јавност. Значи не се работи за бруто салдо биланс, туку се работи како тој бруто салдо биланс да се преточи во една книга. Горан, ако не се лажам, вчера спомна дека на Телеком е некои 70 страни, значи тоа е книга. Тоа треба некој да седне да го напише, да го преработи, има огромен број на обелоденувања внатре во таа книга. Значи таа книга се е направена за да финансиската јавност, како што каже и Драган, ги доби информациите за тоа што на инвеститорската јавност му треба. Така да не е само билансот на состојба и билансот на успех и колку е профитот, туку автоматски треба да се знаат многу повеќе информации. Така да белешките како белешки и како има значајно влијание на самите финансиски известувања. И самите стандарди, морам и тука да нагласам, без да навлеземе во многу академски дискусии, дозволуваат опции. Значи, било која политика, било кој стандард дозволува на самиот изготвувач да употреби така нареченото расудување како ќе постапи во одредени ситуации. Така да било кој изготвувач на финансиски извештаи може да процени помеѓу 3 опции која опција ќе ја одбере. Пример кажувам само. И тоа доведува да известни различни начини на ефекти кои што повторно се објавуваат во белешките за да кажете како сте го препознале приходот. И морам и тука да кажам дека исто релативна и битна улогата на ревизорот, кој што сегогаш сме некако коректив на менеджментот, па кога имаме такви тешки дискусии со менеджментот, затоа што сме секако заедно во одлуките,
кога менеджментот ќе вика треба вака, ревизорот на некој начин е тука да рече ајде да размислиме 2 пати, 3 пати, 5 пати, дали заеднички правиме правилна одлука. За да и вие и ние заеднички дадеме правилна информација на менеджментот. И тука е тешката работа. Омекнувањето е тешка работа. Омекнувањето, балансирањето, компромисот, носењето правилната одлука, ајде така да кажам, затоа што имаме одговорностите заеднички пред јавноста од трите опции која ќе одбереме најдобрата. Така да и текако, како што кажува Нели, веруваме во бројките, меѓутоа нормално мораме да ги прочитаме и буквите, кои што се на добри 60-70 страни, за да автоматски дојдеме конечно до Нели колку се приходите на известна компанија. Се надевам дека убаво дадов овој за почеток, па ќе дискутираме понатаму. Ко става 60 страни за читање, малце се многу вака како за инвестициски советник. Драган вчера спомна дека американските стандарди биле на 13.000 страни. Така да. До сега компаниите известуваа по застарени финансиски извештаи, бидејќи немавме ажурирани, и тоа влијаеше и на транспарентноста и на споредливоста на финансиските извештаи. Дали се ова што го истакна новите панелисти денеска ќе ви помогне подобро да ја процените вредноста на компаниите или мислите дека само ќе ги прават извештаите покомплицирани? Тука прво пред да почнам би искоментирал еден впечаток кој што го добив субјективен после нивните излагања и после вчерашната подготовка на овој панел. Некако добив впечаток дека ќе треба според новите стандарди малку да видиме да обрнеме поголемо внимание на интегритетот на сметководителите и на менаџерите. Заради тоа што од она што го добиваме како впечаток е дека има доста поголема некако слобода, така да ќе треба да се читаат, согласно така ќе треба да се читаат доста белешките, ќе треба да се обрне внимание на промените на сметководствените политики, но генерално очекувам овие стандарди да направат еден добар ефект за нашата инвеститорска заедница во најголема мера и во најголем дел во делот на споредливоста на извештаите. Нас не треба, покрај тоа што не треба вистината за компанијата и правилно репортирање за самата компанија, ни е потребно да можеме да имаме стандардизирани извештаи за да можеме да направиме адекватни споредби на компаниите од различни земји. Па така сега кога не се усогласени стандардите може да се јават некои вакви ситуации, например еден Телеком како што е случајот репортира да речеме некој 2-3-5 3% или 8%, што повеќе ќе влијае 3% пониска, 3% повисока добивка и тоа може да има материјално значење кога би се споредило со некој друг телеком од регионот. Кога би ги имале тие стандарди имплементирани, ќе не се во суштина имплементирани, кога не би биле имплементирани, не би биле во некоја малку неконзистентност би се фатиле, иако како што кажа Драган па во неговиот дел од излагањето, сите овие да речам работење со сметководствените политики и начин на репортирање и прикажување на приходи и трошот се сите горе-доле на долг рок, после некое време се споредуваат и се доведуваат до една нула во некоја точка во времето, така да ајде тука горе-доле не гледаме преголем проблем, меѓутоа добро кога би имале и работеле по стандарди. Сега, понедел околу параметрите кои што се битни, кои што дело стандардиве значајно може да ги на кој што начин значајно може да повлијаат. Поготово овој стандардот кај што ги уредува лизинзите. 16 ми се чини дека беше. Таму имаме ситуација да сите оперативни лизинзи кои што ги користат компаниите, а некои компании, некои бизнеси користат во голема мера оперативен лизинг, може да ни дадат многу значајно различна слика во делот на билансот на состојба, пред се во делот на задолженост. Значи, ако споредувам, не знам, авиокомпанија која што изнајмува авиони и многу голем дел од компаниите така ги користат авионите и авиокомпанија која што поседува авиони, ние ќе имаме на сосем различна слика. Една така излезе ултра незадолжена, а другава најверојатно презадолжена. Кога ќе се имплементира тој стандард, веќе ќе дојдеме до нека многу пореална слика. Тоа исто може да биде случај во голема мера и кај телекомите, пошто и они имаат такви операции. Во делот исто така на
билансот на успех ќе има големи значајни импликации, би можело да има значајни импликации. Оперативната добивка може да варира многу во ситуација кога средството го имаш како во билансот на состојба како на свое име и на него му алоцираш депресијација, амортизација некаква, визави ако го окнижиш како трошок. Тука значи параметри во делот на оперативната добивка исто така може да бидат неспоредливи и неконзистентни помеѓу компании кои што не се прилагодени на стандардите, така да тој дел ќе го испегла доста. И генерално мислам дека ова ќе помогне имплементацијава на меѓународниве стандарди за нашиве компании кои што имаат операции во странство. Дали мислите, само на кратко, дали мислите дека со новиве стандарди и со новите објаснувачки белешки и обелоденувања ќе се анулираат ризиците кои што мислите дека до сега постојат во обелоденувањата? Ние сакаме да читаме белешки, значи нас ни требаат белешки на ревизорските извештаи, ни требаат и по-квалитетен менеджмент репортинг и тоа мора да го потенцирам, значи ние имаме компании во Македонија кои што менеджмент репортингот е на субстандардно ниво, ќе речам да не употребам некој по-тешка квалификација. Мислам, стварно има некои компании кои што се сериозни и познати, имаат субстандардно известување. Мислам дека овој имплементација на стандарди ќе помогне во тој дел да се унапреди известувањето. А дали е битката ќе гледате повеќе или помалку важна со имплементацијата, особено на стандардот за лизинг? EBITDA, за EBITDA Ворен Бафет има и неговиот партнер Чарли Мулер, покоен, за жал. Има едно добро, има доста една гниза на квалификации, така да они некако во нивните коментирања на тие EBITDA, adjusted EBITDA и такви некои EBIT, тоа се го сметаат како нешто што е сосема непотребно и се фокусираат на паричните текови повеќе и на нето добивка. Пошто нас како инвеститорска јавност на крајот на денот не интересираат малку поширока перспектива на финансиското известување. Во многу голем дел нас не интересира во ние објаснувачки белешки или извештај на менеджментот, не интересираат плановите на фирмите. Значи ние сакаме да видиме стратегии на фирмите за наредната година, за таа после неа 5 годишна малку подолгорочна стратегија. Тоа фали кај нас. Значи фали раскажување на бројките. Раскажување на бројки, раскажување на планови, пошто мене како инвеститор ме интересира приходите дали ќе ги книжи по ИФРС или по македонски стандарди, денеска меѓутоа како гледа менаџерот на неговите приходи после 5 години. Во третата, четвртата, во петата година. Која е стапката на раст на приходот? Конкурентската предност на фирмата во смисла на одржување на маржите, значи на одржување на профитабилноста. Значи тоа се некои ствари кои што не интересираат суштински и ултимативно тоа се сведува на крајот на дивидендата, односно слободниот паричен тек кој што ќе го ствара фирмата, кој што кај нас традиционално или вообичаено се сакаме да го добиеме како дивиденда. Меѓутоа тој секако би можел да се искористи нормално и за враќање на акционерите преку откуп на сопствени акции и нормално за реинвестирање во самиот бизнес. Фала, Коста. Господине Димитров, даночни импликации со примената на новите стандарди. Што мислите, кои прилагодувања најмногу ќе ги изненадат управителите и менеджментот на компаниите со оваа примена? Менеджментот нема да се изненади, управата за приходи ќе биде изненадена. Ама тука ќе има големи разлики, ама за среќа закон за данок на добивка е многу јасен, вели од тие даночни ефекти кои збориме само за данок на добивка, нели другите даноци не се афектирани од ова. И вели даночната
основа е добивката искажена по МСФ. Така што тука дали они ќе направат некои прилагодувања во даночниот биланс, останува на управата да видиме што ќе донесе. Иначе Компаниите нема потреба да се плашат. компаниите што ќе искажат, тоа ќе тргне за да се го пресмета данокот на добивка. Викам, управата повеќе засегната. А дали вие како ревизори ќе имате притисок да омекнете при примена на новиве ИФРС правила за да не ги изгубите клиентите? Мислам дека да. Знаете, сепак е ова голема промена, нели? И ќе биде тешко и за фирмите, ќе биде тешко и за ревизорите, нели? Мора да се направи некој компромис во разумни граници. Затоа што би сакал уште нешто да кажам, сметководствената професија драстично се менува. Значи, ние веќе имаме сметководител, не оној кој што пишува некои бројки и прави годишна сметка, него сметководител кој што стандардите, многу стандарди бараат, различни предвидувања, анализи на минатото, користење на статистички податоци, користење на идни парични текови, пресметки, евалуации, утврдување на сегашни вредности. Знаете, така што тука веќе сметковителот влегува во многу различни професии, во правото, во продажба, во статистика, проценки и така натаму. Така што едноставно да не се изненадите ако сметководствениот тим појде во тимот за продажба или во правна служба, затоа што се повеќе различни барања од стандардите се за некои нови работи кои што досега не биле дел од сметководствената професија. Господине Давидков, сега едно интересно прашање, новата примена на стандардот за наем. Ако земеме анализа споредбено со кредитите, дали условите за кредит ќе станат повеќе или помалку споредливи? Бидејќи се оптеретува малце финансиската задолженост на компанијата. Морам да кажам дека Весна не спремаше со овие прашања, така да ова се така адхок прашања, така да ми треба 3-5 секунди малце да подразмислам. Ама еве пак ќе одговорам малце дипломатично и во стилот на ИФРС стандардите, it depends, што би рекле на англиски, или зависи. Се очекува дека ќе имат голем импакт и убаво е прашањево затоа што во публиката имаме и доста банкари. Така да се ова што го дискутираме ние некако нели викаме ИФРС стандардите, моментално Народна банка има некоја друга методологија, па некако поинаку ги известуваат нивните финансиски извештаи, меѓутоа сите сме некако пак во истиот круг на финансирање кој што се вика кредити и кои што самите кредити имат ковенанти. И некако да не ги заборавиме ковенантите, затоа што секој од нашите клиенти кои што се во производствениот сектор, во реал секторот, имаат некакви финансиска подршка од банкарскиот сектор. Така да покрај бидата и сите тие показатели што влијаат на самото финансиско известување, пак ќе кажам, комплетна преработка на билансот на состојба и билансот на успех, лелиш викаме начело со тој фамозен ИФРС 16 за лизинзи, каде што одеднаш ќе се покачи билансот на состојба на Телеком горе на рече 8% и 10%, тоа се сериозни милиони евра, така да можете да замислите во некој договор подпишан од 2023 година, каде што се ставени дека ковенантите ќе бидат толку показатели, сега треба двете страни повторно да седнат и да видат како тоа ќе влијае на ковенантите. И ќе дојдеме до крај на година, еве го доаѓа за 3 месеци од денеска, и ние ќе треба да направиме финансиски извештаи и да процени менаџментот и да потврди ревизорот дали ковенантите се прекршени или не се. И ќе дојдеме на 25 декември во круг кој што се вика изготвувачот, банкарот и ревизорот да се дискутираме каде понатам. Така да автоматски користам прилика да апелирам дека се ова треба дури малце и касниме, не малце туку малце повеќе во оваа дискусија. 9 месеци малце. 9 месеци малку повеќе, затоа што искористиме прилика да апелираме дека ова има влијание на сите нас. Така да и инвеститорите, изготвувачите, и банкарите, и сите едни кои што се корисници, учесници во пазарот и како ќе има влијание. Она што го кажа и Коста, да се надоврзам со авиоиндустријата, е многу убав пример, меѓутоа понегош ќе се изненадите дека и користење на канцеларии може да има значајно влијание на, нели викаме сме изнајмиле канцеларии, книжиме трошок, доаѓа фактурата за кирија, никому ништо. Самиот стандард вика не е баш така,
Мора малце да се навратите, па тука доаѓаат до малце посериозни ефекти, каде што треба малце да се книжат поинаку. Не би сакал да навлегувам во детали, затоа што само укажувам дека самиот стандард од сериозни нафтоводи, авиоиндустрии треба да навлезеш во стандарди и врзувањето, пошто Драган во дискусијата претходно спомна вика што ќе се случи со букинг. Букинг вика дали по сите критериуми се квалификува сите имоти кои што ги изнајмува да си ги стави на билансот на состојба. Така да и таква креатива може да дојде на дневен ред. Стандардот е многу па да стане најголема светска компанија. Стандардот е финансиска рамка дозволува ти да се имплементираш според твоите потреби, така да знаете како затоа реков дека ќе бидам загрижен многу после имплементацијава на стандарди. Видите 15 и 16 нели ги дискутираме, да не одиме пак по толку детални академски дискусии. Јас стварно би кажал генерално да не ги забораваме и МСФ и седмицата кој што е сериозен стандард, каде што е повеќе обелоденувања, каде што она што го кажа Коста стандардот го викаат гледајќи низ очите, низ призмата на CFO-то. Значи се она што го знае CFO-то, стандардот вика треба да се обелодени во финансиските извештаи. И во комплетна транспарентност. И таму има купиште и купиште обелоденување. Така да тој стандард изискува многу, не се само бара двата стандарди се специфични, се во светската јавност генерално се дебатираат, меѓутоа и во Македонија да не ги заборавиме одложените даноци. Збориме за корпоративниот данок како ефект во даночниот биланс, меѓутоа ние треба да дискутираме овде за одложен данок и како компаниите ќе препознат одложен данок, да или не. Не знам. Значи тоа се дискусии што треба да ги провери секој изготвуваш на финансиски извештаи. Така да Весна пак да одговорам кратко. зависи. Зависи, меѓутоа очекувам дека ќе имат значајни влијание на известни компании. Фала, Драган. Горан, дали ќе има во Телеком ефекти? И кои се ефектите? Повеќе би рекол кои би биле предизвиците, затоа што ние одржуваме во моментот 2 сета на финансиски извештаи, кој што е прилично скапа вежбанка, би ја крстил, прилично напорна, прилично трудоинтензивна, склона на грешки, склона на многу работи. Која е, ако се прашуваме која е нашата позиција, мислам дека ние имаме многу јасна позиција. Ако веќе сме дошле да ги преведеме стандардите, ова цела активност и сите чинители треба да се стремиме кон изготвување на еден и единствен сет на финансиски извештаи. Одржување и продолжување на таква ситуација на 2 сета, 2 бруто биланса, 2 аналитики, значи 2 финансиски извештаи, мислам дека е прилично скапа и мислам како земја треба да се потрудиме и ја имаме прилично голема можност, шанса со преводот на стандардите, целата ова активност да резултира во еден и единствен сет. Тоа е наша позиција. Во моментот, како што кажа, 20 и нешто години одржуваме 2 сета, тоа е прилично скапо и мислам дека ќе се потрудиме ние како изготвувачи, ќе се потрудиме во дискусија и со наши ревизори и со сите чинители, вклучително институтот, да се потрудиме на крајот на годината, иако Драган Уво спомна, ние веќе сме со времето каскаме, значи требаше некои од активностите да бидат веќе направени, но да се потрудиме сите овие последни 3 месеци да ги искористиме ефективно и кој што ќе резултира во таков исход. Кој е предизвикот за Телеком? Ќе бидам јасен. Без разлика ние сме прилично спремни од техничка гледна точка, но се уште постојат неколку предизвици со кои што ќе се соочат најверојатно сите друштва доколку решат на крајот на годината да ги изготват извештаите и да останат со еден сет на извештаи. Првиот предизвик го гледам многу важен. Мислам дека едно од прашањата беа поврзани кај Драган околу даночните импакти. Самата конверзија, односно првична примена на стандардите, ќе резултира во огромен број на корекции во почетното салдо на акумулираните резерви и тоа ќе треба да се рефлектира на еден или на друг начин и на финансиските бројки. Во моментот даночната регулатива е
да кажам, статус кво во однос на овој дел. Прашањето е дали ќе има некои допрецизирања, како овие корекции кои што ќе влијат на почетните состојби, кои што ќе бидат прилично материјални, како треба друштвото да го тоа предвиди, како треба да го истретира на крајот на денот, кажано на едноставен начин. Уште поголем дел не е само деночниот дел, со самите тие корекции во почетните состојби ќе има и корпоративни прашања. Се работи за инвеститори, за вложувачи кои што ќе бидат импактирани во однос на расположивата маса за поделба на дивиденда. Како овој дел ќе биде истретиран? Тоа е еден од поголемите предизвици кои што ќе треба да биде решен. Нема многу време, ама тоа е повик за сите чинители да се седне на една маса и да се најде брзо решение. Вториот дел кој што го гледаме како практичен проблем во имплементацијата е самото поднесување на извештаите. Како што знаеме сите, покрај финансискиот извештај за статистички цели поднесуваме, и тоа е прилично важен извештај, се и годишните сметки. Во моментот има поголем број на правила кои што го регулираат поднесувањето на сметките. Доколку резултира тоа извештај од годишната сметка да треба да се направи корекција на почетните салда, тоа е прилично техничко високо импактиран зафат и ќе треба на страна на тие институции да се дискутира како тоа треба да се направи за да се овозможи друштвата тоа и да го направат. Значи единствено да се овозможи таа конверзија од годишната сметка како би резултирала во годишна сметка согласно МСФ. И така да тоа е втор многу практичен и доста значен проблем со кој што ќе се соочат 100% од фирмите, би рекол, значи без исклучок. И на тој елемент ние работиме, се подготвуваме, ама без поддршка најверојатно и можеби ќе биде тешко на крајот на годината да го решиме. Друг зафат кој што ќе се соочиме и кој што е многу битен е самата структура на годишните сметки. Без разлика што се работи за извештај од статистичка природа, самата структура со менувањето на стандардите ќе бара да се дополни. Ако не се направи тоа дополнување, ќе има неприродна алокација на групирања кои што можат доста, ако некој само базира на анализа на годишната сметка, да не донесе до правилен заклучок, така да тоа е повик во следниот некој период, доколку има волја кај сите да се направат тие до реструктурирања и да се овозможи правилна годишна сметка. На крајот денот ќе го спомнам и многу практичен пример е контниот план. Во моментот контниот план не одговара на потребите на МСФИ, значи нема соодветни конта, нема доволно конта, тоа е исто прилично голем предизвик. И последно, но не најмалку важно, кој што сакам да го споменам е ефективниот датум на примена на стандардите. Согласно тековната регулатива, примената на овие стандарди е почнувајќи 1.1.25. Во државата има сериозни изготвувачи на извештаи кои што на назад 20 и нешто години ги изготвувале, а првична примена на овие стандарди согласно МСФ е многу порано. За дел од стандардите ќе има значителни, некаде помалку, некаде поголеми ефекти, ќе треба заедницата, заедно со ревизорите, заедно со институтот, значи за ревизори во овој момент да кажем го адресирам, да се најде заеднички јазик, сите овие мали, но битни работи да резултираат во поволна позиција на издавачите на финансиски извештаи. Така да пораката е интензивно следните 3 месеци да се искористат помеѓу чинителите, да се адресират овие преостанати активности кои што се битни и морални за да резултира во единствен сет на финансиски извештаи. Тоа е крајната цел и ние како друштво ќе направиме напор да се потрудиме да резултира во таков исход. Благодарам, Горан. Пред да го прашам Коста, имам премногу измени кои што ќе влијаат на анализата на извештаите кои што инвестициите советници ќе ги прават. Драган, што ќе им препорачате на компаниите да превземат за да ги избегнат сите овие ризици, односно како што каже Горан, предизвици? Да, Драган, Имаме двајца Драгановци, навикнати сме со Драган, чат пат си менуваме мејлови, ќе завршат на двете страни, така да не ни е прв пат. Ајде вака да пробам пак да не бидам премногу емотивен, пошто ова не е тема која што ни е многу блиска на сите нас. И во духот на оно што Иван вчера го спомна, некако пробав и вчера да пратам внимателно што дискутираме.
Мораме малце да внесеме оптимизам во целава дискусија. Тоа што и Горан го кажа и ние што го дискутираме, ова беше квантен скок. Значи од 2009-10 еленски скок, 15 години правиме скок. Оно што малце ни направија проблеми е тој враќање назад со тој ФРС 17 што ни направи гужва. Сега во кој свет живееме? Дали сме ние во светот на ИФРС или повторно сме во светот на некој македонски правилник за сметководство? Така да ова некако министерство можеби може до крај на годината да го реши на поинаков начин, каде што поради тоа морам да нагласам, тоа беше направено за осигурителите, затоа што тој стандард се вика договори за осигурување, па се одложи тој стандард, меѓутоа стандардот има еднаков импакт на сите чинители, не е само за осигурителни компании. Меѓутоа за да се направи некој иземање во тој дел, се направи таква измена. Од некој мое кратко истражување во минативе 2-3 дена, банкарскиот сектор цел Балкан, му нагласувам цел Балкан, вклучувајќи ги Албанија и Косово, веќе десетина години применуваат фул ИФРС. Значи, комплетно сите, нема дискусија 17-ка, 16-ка, 15-ка. Знаете, некако ние, пак по духот и на вчерашната дискусија, премногу сакаме да дебатираме и премногу сакаме да објаснуваме, тоа за кај нас не е применливо. Едноставно порака и до Министерство, кога веќе го фатија редот, кога веќе тргнавме со таа промена, да ја истуркаме до крај. И да тешки 3 месеци, меѓутоа ќе мораме некако да најдеме начин заедно со чинителите, како што кажа и Горан, да ги ставиме сите во пакет, да се договориме како тоа ќе го истуркаме до крај. Затоа што ќе дојде тешки 25 декември, каде што сите ќе седнеме на иста маса и нема да знаеме како да постапиме. Така да предизвиците би биле тие. Ја би рекол едноставно диалог, отворена комуникација помеѓу сите нас, заедно со чинителите од државата, институтот на сметководители, за да можеме едноставно да излеземе во целата таа приказка. Мислам, морам да кажам, консултанти, ова е приказка без да звучи наивно, како што кажи Горан, е комплицирано. Не чекајте последен момент за да се случи измената, затоа што некои работи бараат сериозна анализа, затоа што преработување, едноставно самиот термин кажува, морате целокупното сметководство да го преработите за оваа година, за минатата година и стандардот користи еден термин вика as practically possible, значи да се вратите колку што е практично наназад. Некогаш софтверите дозволуваат, некогаш не дозволуваат. Така да има сериозна работа. Така да касниме, сериозно касниме сите, меѓутоа еве, ние ќе дојде 25 декември, 31 декември, одлука мора да се донесе, така да назад нема. Јас би рекол само да гледаме напред и да комуницираме многу поотворено. Касниме, ама брзи сме. Низок старт, 100 метри со пречки, овој пат. Пред Коста Драган, кога има измена на финансиските извештаи, ќе има измена и на KPI на индикаторите на компаниите. Што мислите, кои KPI најмногу ќе бидат засегнати и дали треба да почнеме малце посериозно KPI-те да ги анализираме, за да може инвеститорите подобро да ги вложат своите средства? Бидејќи ова ќе побара промени премногу анализи. Да. Па, интересно прашање, мислам дека тука треба да се направи еден пристап, да од една страна се неутрализираат овие еднократни ефекти, да ги кажам, затоа што, видите, и кај даноците, и во финансиското известување, она што денеска ќе биде како ефект на добивката плюс или минус, приходи поише или трошоци поише, у наредните 3-4 години ќе биде обратно, приходи помалку или трошоци помалку, така што и од даночен аспект и од сметководствен тоа се анулира. Но, токму тие ефекти, аналитичарите ќе треба да ги знаат дека тоа не е од оперативно работење, него тоа е од прилагодување на финансиско известување и уделот на индексите што ги пресметуваат, секако дека овој стандард што го спомнавте и што го дискутира и Горан и Драган за наемите, ќе смени многу. Сега, ќе смени многу делот на индикаторите на задолженост пред се, нели, па после со капиталните, пошто капиталните овие коефициенти така натаму, но од аспект на кешфлоу не се менува ништо. Значи, збориме за ставки и транзакции кои што се
во биланс на состојба или биланс на успех, но не во паричниот тек. И видите, таму промени нема никакви. И од тој аспект самите корисници, пред се банкерите во овие секторите за корпоративните сектори, нели, и кредитни анализи што ги имаат, ќе мора да се ги некако прилагодат пристапите, со тоа што, нели, оваа година треба да бидат попредпазливи, а понатаму веќе тие прилагодувања ќе на некој начин ќе се прилагодат и на новите известувања, односно на извештаите кои што веќе ќе бидат по МСФ и ќе бидат така поспоредливи. Коста нема промена во кешфлоу, ама за тоа има зголемување на отчетност и на транспарентност. И дали вие како инвестициски советници ќе ги менувате моделите? Или ќе барате уште повеќе? Ќе се прилагодат моделите тука. Мислам, научени сме на модели кај што се применати стандардите, така да нема да е тоа некој дел од работа кој што ќе земе некоја, ќе искористи некоја премногу време. Ја повеќе би се осврнал сега на потребата од имплементација на стандардиве. Мислам дека и би се поврзал тука со оние претходни дискусии кои што ги имавме на оваа конференција, а тоа се IPO-та кои што се тема веќе во континуитет. Ми се допадне и ставот на директорот Штериев, кој што така, ајде да речеме, проамерички првпат некој да слушам на таков начин да се изрази, а каже дека што можеме ние како инвеститорска заедница да направиме за да и помогнеме на државата, да се кренеме од ова каде што сме. Ова е тоа што треба да го направиме, што треба да го направат компаниите, да се прилагодат и државата храбро да влезе во имплементација на меѓународниве стандарди, заради тоа што ќе дојдеме во ситуација, ќе дојде некој IPO кој што да речеме ќе биде некој иден еднорог, некој чудо ќе се деси кај нас најверојатно еднаш, и ќе се случиме со ситуација да наша компанија известува по македонски стандарди, а не по меѓународни стандарди. Мислам дека треба тоа да го расчистиме, тие камчиња на мозаикот од овој севкупното општество да ги наместиме како што треба со имплементацијата на стандардиве. Исто така, тема што треба да се отвори и да се размислува, и можеби тоа би требало да биде некоја тема за некои наредни конференции или наредни дискусии, а веќе пензиските друштва ја отвараат јавно. Тоа е инфраструктурната изградба, значи имаме многу јавни предпријатија, компании кои што се во државна собственост, кои што исто така ќе искористам оваа прилика да аудирам да се прилагодат на стандардите и да се сетираат како да имаат не еден акционер државата, него како да имаат акционери на другата страна, пошто тие се еден голем извор утре на идни IPO. Значи ние се генерално збориме за IPO на компании иновативни кои што ќе пораснат од нула, компании кои што се фамилиарни бизниси па ќе се трансформираат. Меѓутоа, од она што го гледаме како пракса во регионов, компании во државна собственост или јавни предпријатија се компании кои што треба да бидат можеби базата за тие идни IPO. Тоа се случува во Словенија, има некои размислувања, еве конкретно таму за компанијата која што ги работи патиштата, Дарсот е тема, во Романија е тема аеродромот, приватизација. Во Виена слушна дека аеродромот исто има некој free float 5 до 10% од прилика, кој остатокот е во државна собственост, значи тие се некои места и подрачја кај што можеме да добиеме нови материјали и поготово тука во делот на ова инфраструктурна изградба, каде што можеме да компании кои што денеска ги гледаме како најголем проблем на нашето општество, типот на Дрисла, да ја завртиме во компанија која што ќе извади некој IPO, која што тоа ѓубре кој што го дишиме секој ден, ќе продуцира електрична енергија со некакво вложување. За таа цел пензискиве друштва, од она што јавно го кажуваат, се подготвени да учествуваат во такви инвестиции, меѓутоа во такви проекти сигурно ќе треба и меѓународни кредитори или посериозни инвестициски куќи од странство, и за нив ќе бидат од големо значење овие меѓународни стандарди. Мислам дека стварно не треба да дозволиме
заради филозофирање, ја би рекол, да не направиме рез. Мислам, на крајот на денот, ова што Драган го кажа, последни сме од регионот, мислам, позади Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Босна, сите имаат имплементирано, ние се уште тука нешто филозофираме. Така да немаме потреба од филозофија, треба храбро да се оди напред и да го склопиме ова парче од мозаикот, да биде сетирано во тој еден систем кај што целиме да иде. Еве са една симулација ќе направиме, пошто IPO-то беше стварно овие 2 дена многу тема. Голф клубот Охрид ќе излезе на IPO. Еве јас како CFO ќе ви презентирам дека имаме предлог за голф клубот. Ова е прашање за сите како менеджмент борд ќе ве земам сега. 3% имаме зголемување на задолжувањето, 8% имаме влијание врз добивката. Дали вие, пошто баравме нели 1000 луѓе по 2000 евра да вложат, дали вие ќе ја вложите добивката во IPO или не? Прашање за сите исто. Збориме за голф клубот, дали ќе излезе како IPO? Ајде повели. Зависи. Ја имам предлог, пошто Драган рече дека Зависи ќе се извади македонскиот речник како збор. За тоа што еве да во духот на се она што го збориме, да би сакал да го видам на голф клубот финансиските извештаи. Ме ве кажавме 3% имаме Не, зголемување би со сакал, новата измена. без разлика, јас би сакал да ги видам 50 белешките. белешките, 50-60 страни што ќе напише голф клубот внатре, сакам да го видам ИФРС 7, што ќе обелодени CFO-то на компанијата и сакам да знам се што знае CFO-то. Фала. Да го прочитам убаво, да потрошам известно време, да ангажирам консултанти, да се консултирам со инвестицијски консултанти и тогаш ќе донесеме соодветна одлука. Јас сакам ревизорите за голф клубот, не мора тука за голф клубот да го рачистиме, пошто Драган цело време сака да не едуцира сите и ке правил некакви буки, ќе му предложам да ги подобриме приходите на голф клубот, да поработиме на нивните приходи, па така да вие како ревизорска заедница, да, и Горан рече дека има вишак акумулирана добивка останата, така да он може да биде спонзор на една вака Горан ќе вложиме во IPO или не? Билдинг да не увежбаат на новите стандарди. Би сакал да се сложам со Драган и со сите детали во однос на проспектот на голф клубот. Така Готово, се е спремно. Се е спремно. Така да ќе треба дефинитивно детална анализа и историски бројки. Проспектот на голф клубот би сакал да го погледнам. Како сака да го развива бизнисот, да бидам искрен, беше иницијативата, идејата да се појави колешката овде да го презентира како еден успешен маркетинг елемент од таа стратегија, доколку целокупното работење би било во ова линија, може би да. Драган? Дефинитивно да. Коста се на тебе останува тука. Јас ќе имам крајниот глас, пошто 2 на 2 нема да оди. Не, априори поддржуваме се, па после ќе читаме. После ќе читаме. Па добро, ако може да заклучиме, тогаш е дека со новите стандарди ќе бидеме потранспарентни, подетални, поголема отчетност, повеќе ќе пишуваме. И сметковителите, и ревизорите, и финансиските директори, малце на наративот ќе работиме. Меѓутоа се надеваме дека компаниите ќе дадат извештаи кои што ќе привлечат капитал на пазарот на капитал и можда ќе имаме некој успешно IPO во 2026. Јас мислам дека толку од денес. Фала ви многу.